Последниве 2 дена во клиничката болница во Битола има по 149 пациенти заболени од COVID-19, што е најголем број на хоспитализирани во јавното здравство. Сите се со тешка клиничка слика и потребна им е кислородна поддршка, поради што дневно се трошат по 3 тони на кислород. Синоќ починаа 3 лица, од кои најмладиот на 49 годишна возраст. За жал, и натаму дневните бројки на ново заболени се високи, во просек до 100 лица, а во модуларната болница има слободни уште 70 легла, додека останатите 2 пункта на ковид центарот се пополнети. Во тесна корелација се активните случаи со бројот на ново хоспитализираните, вели битолскиот професор доктор Дејан Трајковски, кој смета дека бројката нема да надмине 180 хоспитализации. Бројот на активни случаи ќе продолжи да искачува уште неколку дена, се до моментот кога многобројните отворени случаи пред 7 дена ќе започнат помасовно да се затворат. Дури тогаш кога ќе биде изедначен бројот на новоотворените случаи со затворањето на старите отворени случаи, ќе настапи врвот на активните случаи. Тоа се очекува некаде по околу 7 дена. Под услов да останат сегашните просечни бројки од околу 73 новодиагностицирани на ден. Преносливоста на вирусот е во тесна корелација со степенот на отвореност на општеството, вели професорот Трајковски, кој при растечките показатели во минатиот период се залагаше за неколкудневен локдаун и построги мерки за собирање, дури и карантин. Доколку имавме порестриктивни мерки во фазата на раст на бројките, тие бројки сигурно немаше да искачат до сегашните вредности. Врвот ќе беше понизок, ќе беше и поразличен на подолг интервал, меѓутоа проблемот со хоспитализациите немаше да биде толку изразен. Во Центарот за јавно здравје во Битола велат дека трендот со поголеми бројки ќе потрае уште некое време, зашто во Битола пикот стаса подоцна. Меѓутоа проблеми со реагенси и други материјали за тестирање во 3 лаборатории нема, а интересот за имунизација се уште е поголем отколку што во моментов има вакцини.